Дневник на телеканал А1. Добре дојдовте, почитувани, да погледнеме краток дел од настаните кои го одбележаа денот. Дечки, мува има. Струмичкиот завод и музеј наскоро ќе добие една од најрепрезентативните музејски поставки во државата. Во општина Гевгелија во тек е јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за сите заинтересирани физички и правни лица. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија повикува на протести и денес во кои граѓаните јасно и гласно ќе се изјаснат против платформата и ќе кажат не за бинационална држава. Започнуваме со дневникот. Собранието на Република Македонија ја продолжи конститутивната седница за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. На дневен ред на седницата е изборот на председател на Собранието на Република Македонија. Пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН истакна дека во Тетово, како општина со најголем број албанци во Македонија, ВМРО ДПМН има повеќе направено од градоначалникот на Тетово. Потоа следеше серија процедурални забелешки и реплики од пратениците. Никој не спори никому да предложи кандидат за председател на Собранието со 20 или повеќе подписи. И му пожелуваме многу успех на предложениот. Кога ќе дојде време за гласањето, ќе се види дали и кој ја ужива поддршката. Но никој не може ниту на другите, а најмалку на комисијата, да ја оспори да биде конституирана и истата со мнозинство, вакво или поинакво, да предложи еден или повеќе кандидати. И на крајот од краиштата, како што кажа еден политичар, сега е време за дебата. И мислам дека поважен е квалитетот на дебатата и аргументите од било кое брзање. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. Од граѓаните сме избрани максимално да ги искористиме можностите за дебата со аргументи. И нормално дека тоа ќе го направиме. Талат Џафери е предложен за председател на собрание. Прекини го циркузот, имаме предлог од 20 пратеника, дај да ја направиме оваа циркузијада во свечена седница. Талат Џафери да го избереме за председател. Да ја прекинеме оваа комедија, затоа што ќе се претвори во комедија, да гласаме за составот на комисијата, да одиме на комисијска седница, официјално имаме кандидат кој што е речиси консензуален, затоа што досега до овој миг не слушнав дека го оспорувате, ја оспорувате кандидатурата на господинот Талат Џафери. Да го изгласаме на комисија, да се вратиме на четвртата точка од дневниот ред. Има една суштина, предуслов за било каква соработка помеѓу ДУИ и СДСМ беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој закон како текст некаде постои. Сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот, пред да ја донесеме одлуката. И конечно, никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господин Талат Џафери. Ние вчера многу пати потенциравме дека тоа е легална постапка. Но тие 20 пратеници не можат да гоускратат правото на други 20 или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 и уште помалку на Комисијата за прашање на изборите и именувањата да достават своje видување околу постапката. Затоа мораме да ја поминеме оваа процедура со избор на комисијата за воопшто да дојдеме на четвртата точка за избор на председател.
Петта недела продолжуваат протестите од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Градови од југоистокот, Струмица, Валандово, Гевгелија и Радовиш се приклучија и кажаа едногласно не за тиранската платформа. Граѓаните револтирани и вчера вечер од цел југоисток во 18 часот излегоа на улица со ист став дека бараат да се отстрани тиранската платформа, бидејќи како што велат, тие на изборите на 11 декември на 2016 година не гласале за неа. Екипата на телеканал А1 и денески ги следи протестите. Ако некогаш да се биде левичар значеше да се биде напреден, да се биде комунист значеше да се биде хуман, достоинствен, чесен. Денес ваквите особини, во нивните наследници треба да ги бараме со боринче. Какво достоинство има во виткањето на кичма? Што има честно во барањето мито? Што е достоинствено во лажењето? Какво достоинство има во сервилноста? Денес, ако сте криминалец, дилер на дрога, фалсификатор на документи, припадник на терористичка група или нејзин јатак, вратите од кабинетот на лидерот на СДС ви се широм отворени и имате одлични препораки. Ништо добро не може да ни донесе странска платформа, создадена во било која држава, чии барања ги надминуваат рамките на Уставот на Република Македонија. Никој не може да го убеди овој народ дека со платформата само ќе се унапредел животот на граѓаните во Македонија. Зарем 2,5 години се влечкавте по демонстрации и правевте шарени револуции, ветувавте повисок стандард, за сега да се сведе на двојазичност и федерализација на државата. Универзално право е на секој човек да зборува и учи на својот мајчин јазик. Тоа е света работа. Ние македонците го знаеме тоа и го почитуваме. Но да го наметнуваш насила преку некакви платформи или сега што станаа декларации, тоа не може. Ние македонците ги почитуваме нашите комши и пријатели. Ги почитуваме верските и културните традиции на секој од нив. И сакаме да живееме како што сме живееле со векови. Тука, на оваа парче земја сме родени. Тука се гробовите на нашите предци. Тука се родени и се раѓаат нашите деца. Од тука ги испраќаме и пречекуваме кога се враќаат дома. Тука е нашиот дом. Ние немаме друга татковина. Македонија е нашата татковина. Блаже Коневски ги испео стиховите. Од вековно робство, мој народе, идеш. Слободата твоја и народот твој триш слободен ќе биде. Вечна Македонија. Тие негови ќутливи пратеници од Струмица, кои досега молчат и се кријат дали од срам, дали од уцена. Јас сум убеден дека двајцата пратеници од Струмица, кои јавно ги повекувам да се произнесат за платформата од Тирана, сигурно и тие се против истата, но ќутливо молчат и од други причини. Доколку не одговорат на оваа прашање, јавно и јасно, во иднина ќе ги сметаме за поддржувачи на истата и секојдневно ќе имаат притисок директно од овој народ преку најразлични јавни повикувања, како и притисок и бојкот на се што е поврзано со нив. Ние не го сакаме тоа, но повеќето си ја сакаме нашата татковина, отколку нивните лични интереси. Затоа бараме да се произнесат јавно. Во спротивно, ќе ги употребиме сите форми на притисок, а имаме на располагање се што е дозволено во еден демократски свет. Бидете трпеливи сите. Имаме начин како тоа да го постигнеме и веруваме во разумот кај сите нив. Веруваме дека сите пратеници ќе се охрабрат да ја отфрлат оваа тиранска платформа. Посебно оние пратеници од 4-та изборна единица. Посебно до нив.
Драги и сестри, ке имавме влада во петок. Помина петокот, владата ја нема. Тоа е. Ке имавме понеделник председателно собрание. Еве го и понеделник ќе помине, ниту ќе имаат, ниту некогаш ќе им дозволиме да имаат председателно собрание во понеделник. Уште помалку председател Албанец. Вчера лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев, зборуваше дека македонштината го болела од овде. Од овде, од Гевгелија, од македонска Гевгелија, му порачува. Господине Заев, ако сакате да чуете како чукаат македонските срца, како пеат македонските граѓани, победете утре во Гевгелија. Денес, лидерот на тие шарени револуционери седи во собранието, а неговите шарени револуционери се смејат од него. Се срамуваат затоа што тој седи таму и ја разнебитува Македонија. Браќа и сестри, денеска нема многу да зборуваме. Ќе ги кренеме македонските знамиња, ќе излеземе по гевгелиските улици и ќе пееме. Ќе пееме затоа што денеска имаме една голема победа. Ниту влада имаат, ниту председател на собрание имаат, ниту пак им дозволиме да имаат. Единствено нешто што посакуваме и што ќе им дозволиме да направат, ќе им дозволиме да распишат нови предвремени парламентарни избори. Да ги распишат локалните избори и на избори нека победи политичката опција која ќе избере народот. Нека ги изберат нивните платформи и да видиме дали македонскиот народ ќе сака двојазичност, поделба на Македонија и федерализација. Дали ќе сака председател собрание да биде Албанец. Браќа и сестри, ве повикувам да шетаме по гевгелиските улици и да пееме. Ако платформата од Тијана е толку добро решение за Македонија, зошто тогаш не излезат подржувачите на истата и не убедат во истото? Зошто? Ние знаеме, почитувани, а знаат и тие, дека секогаш, кога на Македонија се кроела судбината однадвор, црно и било пишано. Црно, како што му било пишано и на Александар Турунџе, и на Ѓорги Сугаре, и на плејада македонски херои кои коските ги оставија на ударот за слободна Македонија. Велат, сме биле малечка држава. Велат, масовно сме се иселувале. Точно и првото, точно и второто. Малечка, но миролюбива држава сме. Субвенциите за земјоделците редовно и целосно се исплаќаат. Земјоделците очекуваат до исплатата на субвенциите да почне во наредните 2 до 3 дена. Од платежната агенција добиле информација дека налозите веќе се подпишуваат и се префрлаат во Министерството за финансии. Од Министерството за земјоделство пак велат дека се обезбедени 100 милиони евра за субвенции во 2017 година, но поради различното толкување на изборниот законник последните парламентарни избори дојде до пречки во нивното исплаќање. Од Министерството за финансии информираат дека во моментов земјоделците ја добиваат финансиската поддршка за производствената година, односно за 2016 година. Треба да се исплатат најдоцна до 30 јуни 2017 година. Продолжуваме со дневникот. Инспекцијскиот совет како самостоен државен орган врши инспекцијски надзор над работата на инспекторите и тоа на годишно и на квартално ниво. Условите за вршење на должноста инспектор подразбираат полагање на испит и тоа електронски. Лиценцата која ја добиваат по положениот испит трае 6 години и по истекот на тие 6 години инспекторите се должни повторно да полагаат со цел да се изврши проверка на нивното знаење од законодавството од областа на надлежности. Испитот за инспектор е еден друг сегмент, освен оценувањето, кој што доведува до суштински промени во обезбедување на квалитет. Испитот за инспектор се состои од 2 дела, значи има прашања, еден дел, другиот дел е студија на случај.
Во прашањата и се полага, значи, онлайн, електронски се полага овој испит и во првиот дел инспекторите полагаат прашања во кои што се наоѓаат и прашања од општата инспекцијска постапка, од Законот за општа управна постапка и прекршочна постапка, значи како општи постапки, тие се заеднички прашања за сите видови на инспектори, значи како општи постапки. И поголемиот дел од прашањата се прашања од материјалните закони во инспекцијска надлежност за даден вид на инспектор. После положување на тестот, значи има квалификација според законот, колку бодови треба да освои инспекторот, за да може да се смета како минимум дека го положил испитот. После положувањето на испитот, инспекторот се стекнува со лиценца. Оваа лиценца, значи, важи 6 години, меѓутоа последната година веќе треба инспекторот да се подготвува за повторно полагање за нов испит, за повторно да се стекне со лиценца. Што значи полагањето на овој испит? Тоа значи една проверка на кандидатот што го полага испитот, колку го познава законодавството од областа на надлежност. Значи, севкупно познавање на законите и од општите постапки, меѓутоа и од специјалните постапки од материјалните закони на надлежност. Да, законот предвидел и одземање на лиценца која што оди преку дисциплински постапки. Преска кога зборував за делокруг на работа на инспекцијскиот совет е и спроведување на дисциплински постапки против инспектори. Што значи тоа? Дека инспектор кој што предвидува повеќе можности за одземање на лиценцата, доколку инспекторот, значи, ги крши некои одредби, имено ако не го почитува кодексот на инспектори, ако се однесува несоодветно, изнудува, ако не го познава законодавството, значи да го направи грубо кршење на законодавството што го спроведува, ако го изгубил правото на државјанство од Република Македонија, значи има поголем број на прекршоци предвидени во самиот закон. Продолжуваме со настаните од регионот. Струмичкиот завод и музеј наскоро ќе добие една од најрепрезентативните музејски поставки во државата. Со подршка на Министерството за култура, интензивно течат активностите за осовременување на комплексната постојана поставка на завод и музеј Струмица, која треба да биде готова најдоцна до месец мај. Градежните активности оде се при крај. Почнуваме исто така со одредени активности поврзани со напред се со графичкиот дизајн внатре во витрините, некои набавка на клупи, набавка на монитори, набавка на постери кои што ќе бидат тука, една мултимедијално ќе биде презентацијата на богатото културно наследство на Струмица и Струмичко. Овде исто така се планират и пултови, значи продажни пултови, витрини во кои што ќе се изложи оној материјал едукативниот, потоа материјалот копии на одредени предмети, значи конечно ќе може да го купат како сувенир и посетителите на музејот. Поширувањето на постојаната поставка се наметна поради еден огромен број на експонати. Во завод и музеј Струмица ги има над 15.000 во моментов, што значи дека еден мал дел, за жал, ќе може да најде свое место во новите витрини, меѓутоа, тоа ќе бидат оние најексклузивните, најинтересните на одит. Што се однесува до новата поставка која што ја правиме во нов завод и музеј Струмица, ова ќе биде една од порепрезентативните во овој дел на регионот, значи во Југоисточна Македонија. Се работи за поставка која што се наметна како проект, затоа што во минатите десетина години се истражи еден огромен материјал, се добие нов фундус на материјал кој што многу повеќе ни дава за историјата на Струмица и Струмичко. Од тука се прошири старата поставка и ќе се збогати со нови 22 витрини. Тоа е на некој начин каде што ќе биде прикажан целиот тој материјал од праисторијата па до среден век и понатамо, значи до преродбенскиот, односно 44-та година до ослободувањето на Струмица. Практично ќе имаме една сосема нова поставка со многу нови содржини, многу нови експонати кои што пред се дел од оние капитални проекти на владата на Република Македонија.
По повод одбележувањето на Светскиот ден на театарот, вчера вечер во Центарот за култура Антон Панов во Струмица беше прочитана пораката која традиционално се пишува на овој ден од француската актерка Изабел Ипер и македонскиот режисер и костимограф Благоја Мицевски. Веднаш потоа беше одиграна представата Џон Габриел Боркман. Театарот и ти, театарот и ние, театарот и вие. Долгогодишна врска во која ги поминавме сите фази. Од првобитна фасцинација и влюбеност, преку секојдневна рутина и меланхолија, до повторно откривање и нужна неопходност. Не знаеме каква иднина ни предстои. Многумина ќе речат, театарот е магија. Не го оспорувам тоа. Но мислам дека во суштина театарот е рудник во кој уметниците секојдневно се спуштаат длабоко во окното на своето тело и душа и си посакуваат среќа. Таму го наоѓаат своето богатство, за потоа секојдневно исправени пред публиката да кажат: еве ме, тука сум бил и ќе бидам. Многумина исто така ќе речат дека театарот има моќ да го менува светот на подобро. Сведоци сме дека тоа не е така, но сепак театарот има моќ да го менува човекот, да создава подобри светови од оној во кој што секојдневно живееме, да создава слики што порано не сме ги видели, јазик што сите го разбираме и на кој заедно се смееме или плачеме. Некои пак велат дека театарот е во криза, и со тоа не се согласувам. Во криза е човекот кој не сака безгрижноста на својот дом, удобноста на својата фотелја и виртуелниот свет да го замени со реален, вистински контакт и возбуд. Во светот во кој еден Facebook статус ве прави да се чувствувате како херој, или како голем уметник, или како сестран експерт, знам дека е тешко да се биде реален. Театарот за мене е храна, и тоа онаа што денес е толку многу популарна, органска, затоа што сами ја засејуваме, затоа што знаеме на каква почва ја одгледуваме, затоа што не ја прскаме со вештачки ѓубрива, туку и подаруваме љубов, а не лажни ветувања. Храна која, иако понекогаш ни го превртува желудникот, не прави да се чувствуваме добро и долго да живееме. Театарот и јас веќе немаме потреба од долги разговори. Интуитивно се чувствуваме. Немаме потреба од виртуелни пријатели и обожаватели, од кои повеќе од половина не те поздравуваат кога ќе те сретнат на улица. Имаме потреба од долги аплаузи. Сега, мислам дека е време да ги исклучите вашите мобилни телефони и онака искрено да се погледнеме очи во очи. Благој Мицевски, костимограф, режисер, уметнички директор на Народен театар Битол. Во општина Гевгелија во тек е јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за сите заинтересирани физички и правни лица. Јавниот повик е распишан во првиот квартал од 2017 година, а ќе трае до 20 април. Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, во општина Гевгелија недела дена во тек е јавен повик за сите заинтересирани физички и правни лица за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за 2017 година. Јавниот повик е распишан во првиот квартал, а ќе трае до 20 април. Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или измена на постоечки донесен урбанистички план. Рокот за пријавување на овие иницијативи до 20 април 2017 година. Битно е да се напомене и тоа дека средствата кои се потребни за донесување на овие урбанистички планови по приватна иницијатива се натовар на подносителот на иницијативата за изработка или измена на урбанистички планови. Јавниот повик е објавен на веб страната на општина Гевгелија и во информацијскиот систем на Еурбанизам. За доставените иницијативи, подносителите ќе бидат известени во електронска или писмена форма во рок од 15 работни дена од истекот на рокот на доставување. Основното училиште Страшо Пинџур во населеното место Јосифово, општина Валандово, со приредба во понеделник ќе го одбележи 2 април Светскиот ден на аутизам.
Од децата за децата, под ова мото основното училиште Страшо Пинџур во Јосифово подготвува приредба наменета за децата со аутизам, која ќе биде дел од светското одбележување на денот на аутизмот. Во настанот кој ќе се одржи во понеделник во училиштето, децата ќе изведат рецитали, музички точки, ќе се изведи и химната за аутизмот со која тие ќе ги поздрават своите другарчиња кои имаат вакво нарушување. Во чест на децата со аутизам од нашето училиште, нивните другарчиња ќе подготват приредба сакајќи да ги искажат чувствата кон нив и да ја разбудат свеста за оваа состојба. Целата активност ќе се реализира на 3 април во 12 часот во просториите на училиштето. Во рамките на одбележувањето предвидено е да се отвори и кабинет во училиштето во кој дефектолог ќе може да работи со децата со аутизам. Основното општинско училиште Страшо Пинџур Јосифово веќе неколку години е вклучено во процесот на инклузија во образованието. Вработените учениците од општинското основно училиште ќе го одбележат овој ден во чест на сите деца со аутизам. Под мотото "Сите сме исти". Личноста со аутизам чувствува љубов, среќа, тага и болка, исто како и останатите луѓе. Само затоа што тие не ги покажуваат своите чувства на начин како останатите луѓе, не значи дека тие немаат чувства. 2 април е светскиот ден на аутизмот. Тоа е нарушување на невролошкиот развој кое се карактеризира со намалена способност за социјализација и за комуникација и со ограничено и повторливо однесување, а овие знаци се манифестираат пред 3-годишна возраст. Целта на одбележувањето на овој ден е да се подобри квалитетот на животот на лицата со аутизам, да се згрижат тие деца, да им се даде рана диагностика, ран третман и право на едукација и здравствена заштита. Денес Друженијето на поддржувачи од НОП оддадоа чест со положување на свежот цвеќе на споменикот на Запален Радовиш, кој овој историски настан се случил во илинденскиот период. Пред 112 години на оваа локација, односно на овој простор, се има десено еден настан кој е важен за нашата историја, за самобитноста на нашиот македонски народ, за живењето на нашите радовишани и нивната борба за ослободување од Турската империја. Така да, во знак на трајно сеќавање во борбата што се водела помеѓу четта на војводата Стоимен Молеров, Симеон Молеров против турскиот аскер во куќата на Коце Ајтов во ноќта на 14 март 1905 година, во знак на одмазда е запалено Малото Варош. Во тоа време во Малото Варош живееле исклучиво луѓе од македонска националност, а додека останатиот дел од градот бил мешовито население, турско и македонско. Во знак на сеќавање на овој настан, 1978 година од страна на Општинскиот одбор на борците е подигната оваа спомен плоча. Почитувани гледачи, вие го следите Дневникот, а во продолжение настаните од светот. Американскиот сенат ја поддржал процедуралната мерка со која е завршена расправата и овозможено сенаторите кон крајот на неделата да се изјаснат за протоколот за прием на Црна Гора во НАТО. За завршување на расправата гласале 97 сенатори, а против биле сенаторите од Кентаки и неговиот странски колега од Јута. Не гласал и сенаторот од Џорџија. Сенаторите на располагање имаат 30 часа за расправа за резолуцијата со која се дава зелено светло за членство на Црна Гора. Тоа значи дека завршното гласање би можело да биде одржано веќе во среда. За усвојување на резолуцијата е потребно двотретинско мнозинство во Сенатот. Претходно е најавено дека после расправата најдоцна до четврток би требало да се гласа за протоколот за пристапување на Црна Гора во НАТО.
Велика Британија се очекува утре официјално да побара излез од Европската Унија и иако е предвидено процедурата за излезот да трае 2 години. Во овој момент никој не може да каже колку долго ќе трае тој процес и како ќе изгледаат идните односи меѓу Европската Унија и Велика Британија. Иако граѓаните на Велика Британија уште од минатиот јуни на референдум со 51,9% гласови одлучија нивната земја да биде прва во историјата која ќе ја напушти Европската Унија, официјалната процедура за раздржување ќе започне на 29 март со покренување на членот 50 од Лисабонскиот договор, кој важи за дополна на своевидниот устав на Европската Унија. Рускиот претседател Владимир Путин на средбата со српскиот премиер Александар Вучич во Москва им посакал успех на актуелните власти на престојните претседателски избори во Србија, јавуваат белградските медиуми. На средбата во Кремљ рускиот претседател изразил надеж дека односите меѓу двете земји натаму ќе продолжат да се развиваат. Според српските медиуми Вучич изразил надеж дека рускиот претседател наскоро ќе го потпише и указот за вооружување на Србија, а станува збор за испораката на 30 борбени оклопни возила, 30 тенкови и уште 6 борбени авиони МиГ-29. Албанската влада ја отвори архивата на озлогласената тајна полиција Сигуримиот периодот на Енвер Хоџа 25 години после падот на комунизмот. Ова би требало да го искорени злото кое и понатаму го уништува албанското општество, болен но неизбежен процес, вели албанскиот писател Исмаил Кадаре за отворањето на архивата. Енвер Хоџа 4 децении ја потиснувал секоја опозиција и ја изолирал земјата од било какви надворешни влијанија. Во декември 2016 година било основано независно тело задолжено преку архива да ги води оние кои сакаат да пребаруваат. Телото било овластено и за издавање на потврда за несоработка со комунистичкиот режим, што денес е услов за било која јавна функција. Повеќе од 100.000 луѓе завршиле во работните логори за време на владењето на Енвер Хоџа. Биле затворени 20.000 албанци, а околу 6.000 биле убиени или исчезнале. Со настаните од светот го заокружуваме овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно од мене.